византиската уметност, со што ја прават единствена и осамена. Околу распнатиот Христос десно стои апостол Јован, кој наведно плаче, а расчекорениот Лонгин, представен како воин, со десната рака покажува на Христа. Од левата страна на Христа е неговата мајка, колку уморна од болката и тагата по својот син, веќе не можна да стои, што една жена ја придржува, а друга и дава освежителни мириси. Не помалку е драматичен детаљот со жената која седи под раснатиот Христос и во скутот држи тркалезна чинија во која ги собира капките крв од Христа, а со двете раце ги кине своите коси. Тоа се детали кои можел да ги наслика само зографот од Полошкиот манастир и ниту еден друг кај нас и пошироко. Интересни се и други детали, но занимливо е да се каже дека во основните прирачници на зографите за иконографијата не се забележани вакви невообичаени представи кај распетието во византиското сликарство. Се во ова е земено од песните во кои се вели дека Христос со својата смрт ја победил смртта и дарувал вечен живот. Византолозите, кои го проучувале сликарството во Полошкиот манастир, сметаат дека зографот на распетието е творец на иконографски тип на вакво распетие и дека е имал во рацете беседата на Јован Златоуст за гробот и крстот. Од тука и заклучокот дека на зографот за невообичајните сцени во распетието му послужиле двата познати текста: беседата на Јован Златоуст и химната канонот на Роман Мелот. Колку ли уште тајни необјаснети детали се кријат на фреските во Полошкиот манастир? И само во Полошкиот манастир ли? Кога станува збор за ретките појави на драматичните сцени во нашите цркви и манастири, зар ке треба да го пропуштиме и да не го чуеме стравотниот крик на Рахила од Витлеем? Само кај нас, во Марковиот манастир кај Скопје. Рахила плаче од средината на 14 век па до денес на фреската во манастирската црква Свети Димитрие. Таа тажи со дигнати раце и седнато околу мноштво заклани деца на Витлеем и неговата околина, делувајќи како символ на вечна болка. Тоа беше време кога се роди Исус Христос во Витлеем јудејски, во дните на царот Ирод. Исплашен да не му се одземе царството и престолот, зашто беше речено: и ти, Витлееме, земјо јудино, по ништо не си помал меѓу војводствата јудини. Оти од тебе ќе излезе водач, што ќе го спаси мојот народ, Израелот. Ирод нареди да се закулат сите деца помали од 2 години во Витлеем и околината, со што би се убил и младиот Христос. Тогаш се исполни кажаното преку пророкот Еремија. Глас се слуша од Рама, плач и лелекање на мнозина и пискот голем. Рахила плаче за своите деца и нема да се утеши зашто ги нема. Престапив прв пат прагот од папертата, плочите болно екна под моите нозе, што дури запрев. И темна тишина потоа до последната жилка ме полази.
kako mornici što lazat. Dvajca svetci od dvete strani na crkovnata vrata su isplašeni pogledi, su dlanki ispruženi pred sebe, me predupreduva возбудено da ne odem ponatemu. No jas žedno stapiv pod svodovite na kubeto, kako da se zapoznavam vednaš sami od sebe. Zaprev pred oltarot, kako da ke se pomolam Bogu, ušte nesmiren. I togaž dočuv jasno žensko lipanje od svodot. To Arahila gi krenala očajno racete, krši prsti i plače nad mrtvite mladenci, ta živo vselenata. Ja svikam, zapalite kandilo. No moje to srce je izgasnato ognište. Pepel potlanikot. Odam i čuvstvuvam. Ko nosam manastirot v grob. После насликаната композиција Плачот на Рахила во Марковиот манастир, идните зографи во своето творештво не се ни обидоа тоа да го повторат. Но затоа пак со право може да се каже се она што беше насликано во знак на драматизмот во нашите цркви и манастири остана трајно сведоштво не само во нашата литература, туку и во рамки на светската литература. Месечината затрупа на портите на манастирот. И сестрата во тоа препозна нечiji глас, што доаѓа од далеку. Од ридовите потоа се покажаа дождови и грозна вијулица, што пустоши низ душата. Сестрата исплашена се засолни во некоја страница на Светото писмо и меѓу редовите здогледа момче што сонува среде златна рж, покриено со многу тишина, за да не се разбуди.